Книгата Проникнување на владиката Давид Нинов и професор Синоличка Трпкова е сведок за неопходноста од суштински важниот диалог во време на чести паралелни монолози, особено таму каде што тој разговор не се очекува, помеѓу навидум спротиставените страни. Од една страна епископ, теолог, поет и од друга професор под глума пред филмска камера, актер, раскажувач. И што се случува? На уникатен начин оваа книга ги поместува буквално сите вештачки исцртани граници, кои некои самоволно и неуко ги поставувале помеѓу теологијата и уметноста. Проникнување го потврдува ставот на одредени современи мислители, кои истакнуваат дека е возможно човекот да создава уметност и теологија од било што, кое што човековиот дух може да го земе предвид, и дека на теологијата и уметноста домен не им е само еди која си мала провинција на нашиот универзум. Размислувањата на соговорниците во книгата ги разнишуваат тесно градите сваќања и откриваат еден свет во кој што теологијата и уметноста творечки се проникнуваат. Книгата Проникнување ни овозможува да дзирнеме во струјата на свеста на соговорниците и да се почувствуваме како поканети и добредојдени гости на една раскошна, но и брутално искрена гозба, која поставува суштински прашања за животот и смртта и која ни нуди велелепие од одговори, дополнителни прашања, филмови и книги кои третираат подобни содржини, спонтани восхити и радости што чекаат да бидат догледани, како и соголување на се она што е грдо околу нас. И сето тоа на начин која ја покажува сета блескава убавина на македонскиот јазик и израз. Додека ја читав книгата бев обземена од неколку чувства. Најпрво чувствував благодарност кон писателите што ми овозможија едно метафизичко патување, кое ме потикна да го созерцувам животот низ призмата на крајот, на есхатонот, но и низ призмата на убавото, односно низ призмата на уметноста и теологијата. Се чувствував како слепиот старец од Амели Пулен, кога во еден момент Амели го грабнува за рака и го води полутрчајки низ улицата, преполна со интересни случувања, и притоа му раскажува се што може да види. И тој се гледа со срцето. Понатаму чувство на блискост, посебно со Синоличка и нејзините патувања низ самата себе, како единствен пат кон самосовладување. Нејзините радости, смеи, борби, солзи ги доживеав како своји, а нејзината душа одеднаш постана блиска до мојата. Без друго би ја издвоила и радоста, која ми предизвика блажена, но на моменти и разуздана смеа. Спонтаните разговори се проткаени со хумор, која отсликува растовареноста на соговорниците во нивната взаемна комуникација, без маски и фасади, без пластови шминка и стерилни фрази. Хуморот како знак за радост, но и како средство за погубување на темнината околу нас во едно неретко безрадосно време. За крај, во ниту еден момент не го насетував крајот. Ниту пак дека овие разговори ќе имаат крај, бидејќи вечноста проникнува во секоја реченица напишана во книгата Проникнување.